присутни. Во име на Средното општинско училиште, гимназија Кочо Рацин и во име на општина Велес, ви посакуваме добре дојде на одбележувањето на 83 годишнината од штрајкот на велешките гимназијалци. Ни представува исклучителна чест и огромно задоволство да ги поздравиме нашите ценети гости. Пратеникот од Собранието на Република Македонија, господин Игор Здравковски. Поздрав и до представниците на општина Велес, заменик градоначалникот, господин Коста Нојков и советниците на Советот на општина Велес. Ја поздравуваме и професор доктор Елка Јачева Улчар, научен советник при Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков. Ги поздравуваме просветните инспектори, директорите и наставниците на основните и средните училишта во градот, представниците од локалните институции и армијата на Република Македонија, членовите на училишниот одбор, Советот на родители и останати присутни гости. Изразуваме благодарност до вработените во театарот и Народниот музеј, кои несебично се вложија и помогнаа за реализацијата на вечерашната представа. Почитување, ни представува особена чест и задоволство да го поканиме директорот на Средното општинско училиште, гимназија Кочо Рацин Велес, господин Илија Попов, да им се обрати на присутните. Директоре, повелете. Почитувани гости, наставници, ученици, родители, представници на институциите и почитувани граѓани. Добре дојдовте на одбележувањето на 83 годишнината од штрајкот на велешките гимназијалци. Денес сме овде не само за да се подсетиме на еднозначено поглавје од нашата историја, туку и за да нагласиме вистинската вредност на знаењето, слободата и младешката храброст. Нашата гимназија Кочо Рацин не е обична образовна институција. Таа е најстарата гимназија на Балканот, чии темели се поставени далечната 1857 година. Како еден од првите центри на наука и просветителство во Македонија. Од тие денови, па се до денес, низ клупите на гимназијата поминале генерации што го обликувале културниот, научниот и општествениот развој на нашата земја. Гордоста што ја носиме како наследници на Кочо Рацин, символот на борбата, мудроста и прогресот, ни дава обврска да ја чуваме историјата и да ја пренесуваме незината вистина на идните генерации. Тоа го правиме и денес. Преку оваа представа, која не е само уметност, туку и жива лекција за храброста на младите, што се запишаа во историјата на Велес и Македонија. Нашето училиште е центар на знаење и иновации, но и чувар на историските вредности. Денес, нашите ученици не само што ги почитуваат идеалите на минатото, туку и градат успеси во науката, уметноста, спортот и општествениот активизам. Нашите гимназијалци се лидери, креативци, истражувачи. Нашите гимназијалци се носители на иднината. Вечерва ќе имаме можност да го доживееме духот на 14 март 1942 година преку театарската представа Штрајкот на велешките гимназијалци. Преку нивните зборови и емоции ќе се подсетиме дека младите секогаш биле и ќе бидат силата што носи промени. Голема благодарност до сите што сте тука вечер, до нашите ученици, наставници и поддржувачи кои вложуваат во училиште и неговата мисија. Со гордост и почит. Да живее духот на велешките гимназијалци. Да живее гимназија Кочо Рацин Велес. Фоајето е местото каде што можете да проследите изложбата со фотографии изработени од промо тимот на гимназијата под менторство на професорката Петранка Стојанова, како и четвртото издание на училишниот весник Гимназијалец, објавен во чест на нашиот патрон, а подготвен од членовите на медиумскиот клуб
чиј уредник е професор Магдалена Сарагинова. По завршувањето на представата, ве покануваме да ја посетите изложбата во фоајето, збогатена со оригинални документи и исклучително значајни материјали, кои ги подготвија вработените пред Државниот архив на Република Македонија од оделението во Велес, под раководство на доктор Јасмина Дамјановска. Искажуваме огромна благодарност за несебичната соработка и поддршка за збогатување со материјали кои говорат за големината и значењето на овој голем историски настан – штрајкот на велешките гимназијалци. Прославувањето на настаните, со кои одбележуваме значајни датуми од славната историја на македонскиот народ, секогаш не исполнуваат со чест, задоволство, но и со света обврска, никогаш да не заборавиме кои сме и која е нашата света цел. Тие не подсетуваат на нашата должност дека треба да останеме доследни на светите аманети на нашите предци и да го чуваме и да го негуваме она за кое тие несебично ги положиле своите млади животи. Има ли поголема гордост за еден народ во тоа неговата младост, неговата прогресивна интелигенција да застане во првите редови на непоколебливата борба за својата слобода, но овој пат и за својот национален идентитет, својот јазик, образование, литература и култура. Оваа година ја спојуваме историјата со современото време преку театарската представа Штрајкот на велешките гимназијалци. Нашите ученици ќе ги оживеат вистинските настани од 14 март 1942 година, пренесувајќи ја храброста и непокорливиот дух на гимназијалците што го одбележаа овој историски чин. Оваа година прославуваме 83 години од штрајкот што се случи во Велешката гимназија. 83 години од бунтовниот 14 март 1942 година. Денот кога напредните младинци, гимназијалците, го кажале своето решително не на бугарските окупаторски власти. Со силно разбудена национална свест, а по раководство на местното скоевско и партиско раководство, овие млади луѓе застанале во одбрана на својот јазик и својата национална самобитност. Имале доволно храброст, иако млади, решително да ги кажат своите негодувања против наметнувањето на бугарскиот јазик во наставата. Нивната храброст и одважност станале уште поголеми кога во штрајкот ќе бидат поддржани не само од своите родители, туку од најголем број од граѓаните на Велес. Годинешно почествување на овој значаен историски настан го одбележуваме преку изведбата на театарската представа Штрајкот на велешките гимназијалци. Имињата на Никола Стојановски, Благој Кирков, Орце Иванов, Анче Андреев и други ученици кои му се спротиставиле на професорот Павлов ќе останат запишани со златни букви на страницата на македонската историја. На сцената ќе ја видите приказната за една бујна и непоколеблива младост, во чие срце бие љубовта за својот јазик и за својот народ. Пред вас ќе оживеат ликовите на овие млади луѓе со големи идеали кои биле решени да го зачуваат идентитетот на македонецот и неговиот македонски јазик. Со огромна возбуда и ми отстапуваме сцената на младите актери. Филип Настов, Кристијан Мартинов, Димитар Коцев, Ива Ракиджиева, Викторија Панзова, Изабела Жабева, Милена Димова, Анастасија Крлева, Јана Трипуновска, Катја Зафирова, Теодора Панова, Лана Басаров, Матеј Славески, Марио Зеков, Андреј Миров, Марко Стојановски, Борис Павлов, Гордан Кимов, Михаил Здравковски и оркестарот во состав Стојан Димовски гитара,
Ангел Богоевски бас гитара, Матеј Богатинов гитара, Кристина Станишева виолина и Андри Цецев джез тапани под менторство на професорот по музичка уметност Атанас Зафиров. При адаптацијата на текстот беа ангажирани и учениците Ива Илиевска, Кристијан Мартинов и Теодора Панова по режија на професорките по македонски јазик и литература Цветанка Карамаркова и Весна Павлова. За изработката на транспарентите се погрижија учениците Ива Илиевска, Теодора Панова, Марија Манева, Кристина Станишева, Катерина Здравева и Вања Андова под менторство на професорката по ликовна уметност Јулијана Михова. Изработка на постер, видео и покана Кристијан Мартинов и Изабела Жавел. Фотографија Ивана Јанкуловска. Оваа вечер низ програмата ве водеа ученичките Јана Пјокова и Ана Бошко. А сега им ја препуштаме сцената на младите актери. А вам ви посакуваме да уживате во нивната изведба. Потреба. Свест. Слобода. Кога ќе ни го земат јазикот. Тогаш ќе ни ја земат и душата. Слобода. А ќе бидеме невидливи. Тогаш кога ќе немаме веќе душа. Слобода. Како ќе си го напишаме името? Како ќе испееме молитвата? Како ли ќе ги изговараме словата? Ќе се слушаат ли нашите брисо, се слушаат ли нашите брисо, ли нашите брисо, слушаат ли нашите брисо, слушаат ли нашите брисо. Да говорат буква по буква, да говорат слог по слог, Да говорат глас по глас. Треба да говорат срце по срце. љубов по љубов, Земја по земја. јазик по јазик, Еден јазик. еден јазик, еден јазик, еден јазик. Учениците од 7 клас и 8 клас, професорите кои ни предава бугарски и ние разговарахме на македонски. И тие се бунеа и ние не отстапувавме од тоа. И Наставничкиот совет се согласил со тие професори на кои ние на македонски да не исклучат од сите гимназии во Бугарското царство. И као исклучени ние значи имахме право да продолжиме школување. И заради тоа настана штрајкот. Граѓаните не поддржаа веднага и направивме една мала демонстрација, разбираш, во цел град. 1942 година неколку млади македонци застанале цврсто пред непријателот. Настанот, познат како штрајкот на велешките гимназијалци, започна со отчупувањето на камбаната.
Казвам се Христофор и ще ви преподавам български език. Надявам се да тази учебна година ще бъде добра. Седнете. Ще не ви разбрахме, професоре. Ти мора много бързо да се навикнете. Сега за сега ќе ви зборувам малку на оној вашиот јазик. Но понатаму, не да очекувате такво нешто од мене. Моето име е Христофор и ќе ви предавам бугарски јазик. Се надевам на добра соработка во учебна година. Учиме бугарски годинава. Како си викаш? Благој Кирков. Да, точно слушнавте Кирков. Од денески го изучувате само бугарскиот јазик. И целата настава ќе се одвива на бугарски. Поставувате веќе вакви недолични прашања. Битно ми е да го научите добро. А оној вашиот повеќе нема да биде потребен. Тој наш јазик се вика македонски. И во нас тече чиста македонска крв. Како е можно да не е потребен? Изгледа дека вас многу ме размазиле. Ако не сакате да видите избркани на училиштево, има да се водите кон правилата кои овде важат. Оставувајте веќе вакви глупоста. Отворете книгите веднаш на седмата страна. Што е ово? Знаеш, аз се учам на бугарски. Никој не може да натера да учиме бугарски. Тишина таму, вие двајца, не слушате ли јас која зборувам? Нема да поминете убаво ако пробате да прекосите на новите правила. Да не ви е јасно? Кристално јасно, како бел ден. Последен пат ве опоменувам. Само ако и следниот час да слушнам да писнете. Ке летате право ке директорка. Слобода или смрт, професоре? Ке видиме како ќе си поминете во училишто. Влези! Добре, директор. Се набара. Да, професоре Петър Бебаров. Седнете. Во што е проблемот? Што ме гледате уште на првиот училишен ден? Ба, да, сакав лично да ви соопштам дека учениците од оваа година повеќе нема да го изучуваат македонскиот јазик. Како тоа мислите? Па, не би сакала да употребам груби зборови, но избркани сте. Па писменоста на овие млади деца е најбитна. Тие се никулецот на развојот на нашата убава Македонија. Оставете ми да им предавам, да преполнувам. Одлучено од оваа година да се изучува бугарскиот, наместо македонскиот јазик и крај на приказната. Земајќи го фактот дека од сега само и бугарски ќе им треба. А вие се надевам ќе најдете нови прилики за работа. Добро. Сега си одам. Но верувате дека часовите по македонски нема да запратуват. Па во ово училиште има ученици со голем интелект. Ништо нема да се интересува.
Добри сме, колку што можеме да бидеме. А зошто велите така? Не прашувајте. Кажете ми, фали ли некој? Не се тука Никола и Кирков. Доволно да ги викнам. Горица, оди по нив. Повикај ги веднаш да дојдат. Никола! Кирков! Добар ден, професор Кевин. Кирков, Никола, зошто доцнете на часот? Знаете дека доцнењето е строго забранено. Душава не мислете да останам тук. Чувствувам огромна грудка во срцето. Што ми е горят со вас? Ајде седнете. Какви се овие зборови до ученици? Кирко, некоја девојче да не ти го скршило тебе срцето, а? Какво девојче, професорке? Епа, тогаш, што е проблемот? Ајде да слушнам. Не се работи за никакво девојче, професор. Ни патат душите за Македонија. Зарем не слушнавте? Од денес ме учиме само бугарски јазик. Аман бе, деца, па тоа не е ваша работа. Го знам чувството. Но таква е ситуацијата. Ајде сега не кривајте премногу врева за доброто на сите нас. Зошто да молчиме? Нема веќе место за молчиме. Доволно е премолчено. Народот ни го распарчија. Ајде, доволно беше. Смири се. Бугари! Зошто звучи воопшто? Бугари! Во нас тече чиста македонска крв. Во нас засеговаш ќе живее македонскиот дух. Душите ни се обоени по боите на звездата од Кутлеш. Македонскиот јазик е наш јазик. И не треба да дозволиме негово скрнавење. Треба да се избориме против оној кој пробува да ни го украде. Треба да се избориме против непријателите. Да го натераме професор Христофор да си даде отказ. Да го натераме! За денес тој ни зададе песна на бугарски јазик, но јас велам сите еден по еден да рецитираме стихови од великиот наш сограѓанин и борец Кочо Рацин. Ќе му покажеме дека сме за слободен Велес, дека не му се плашиме и дека ќе зборуваме само на еден јазик. Велам да ја рецитираме балада за непознатиот. Така е! Ќе го покажеме! Брзо на место, идете, песен. Добар ден, професоре! Добар ден, ученици! Како сте? Одлично. А особено кога доаѓа време за вашиот час. Гледам, сте
Сте се помириле со новите одлуки? Тоа ви реков јас дека залудно се мачите и буните. Навистина. Седнете. Навистина сте биле во право. Туку да видиме кој ќе започне со рецитирање на песната. Прекрасна промена Кирков. Тој ли? Можеш да започнеш. Натаму поле битолско, че мре врба проклета, под врба не знаем гроб, в гроб лежи бойник непознат. Зарем немате срам? Лежи од војна светлоста, лежи и веќе земјоса. Силна батага изела, за дека тука загина. Ништо крај него немаше, вишното небе врз него, земјата скришна под него, над гробот врба стушена. Алјале гори зелени, шума гробишта лежеа, дели и отвори јунати, за татови нападнати. Волнок се надним дрвјата, од жалба силна свива, горските бистри езерца со силна светлина цветеа. Оставете крај на овој циркус! Ова е Богохулие! Знам точно кој го има организирано ова. Кирков и Никола, веднаш ки директорката. А другите? Ова е последна шанса за промена. Колега? Добар ден, професоре. Добар ден, ученици. Седете. Што му е на мој? Што се размикува? Вие што направите? Ништо, професор. Само рецитиравме песна на македонски јазик. Кирков. Добро ги познавам вашите размислувања. Раскажете ми веднаш. Само рецитираме песна од нашиот голем борец, велешанецот Коста Солев Рацин. Родниот Велес не оставаме да биде уништен од непријателите. Ние ќе учиме на македонски јазик. Јасно, Никола, јасно. Седи. Професоре, не ја укинаа наставата по македонски. Што се случува? Македонштината во нас тешко се искоренува, драги мои ученици. Па и вие самите го докажавте тоа. Знаете што? Се додека ме држат нозеле, ќе ви одржувам часови по македонски. Макар бил и обесен поради тоа. Што е тоа што се случува во оваа училница? Ке сака ли некој од вас да ми објасни? Ова трето дете мора да биде изтркано од училиште. Секој по својата заслуга, професоре. Ке сватат и овие македонски деца дека нашиот збор ќе биде последен. Здрпете се. Само рецитиравме песна на македонски. Заради тоа ни е забрането. Забравете се сите песни кои шират пропаганда. Сите ќе завршите во немила ситуација, верувајте. Нема да ви избркам. Верувам дека можеме да ве доведеме на правиот пат. Од утре во дворот на училиштето секој училишен ден ќе започнува со бугарската химна. Да. Доколку некој го прекрши ова правило, немам проблем ни со вклучување на војската. Бев приморена на ова, верувајте. Никогаш не би го сторила, но ги преминавте сите граници. Ајде, професоре.
Мораме да продолжиме да действуваме. Мораме да се избориме до крај. Не. Не може повеќе да издржам. Можеш. Види. Ако се држиме заедно, ќе победиме. Верувам. Слушни ме како. Јас размислувам и велам да се откажеме од сето ова. Да се помириме со ситуацијата. Да се откажеме. Да се помириме. Зборуваш Никола. Слушаш ли Самјо? Слушај ме како. Не. Мајка ми е сама, а знаеш ме татко ми одам на загиб. Не можам да се жртвувам, свати ме. Што да правам? Кој ќе ми помогне во оваа тешка ситуација? Кој ќе ми ја покаже светлината во овие кобни и темни денови? Кој ќе ми изведе на вистинскиот пат? Сакам да ви известам сите македонци и сите оние кои си го сакате јазикот, дека ве очекувам утре во 7 часот кај нашето игралиште. Што изгледуваш, Кирко? Ти реков дека е опасно? Види, Никола. Добро е, те разбирам. Верувај дека кога јас и групата ќе победиме, ќе славиме заедно со тебе. И нема да дозволиме дури ниту сестра ти да учи на јазикот на поробувачите. Верувај. Пак доцме овој Кирков. Сигурно повторно ќе не изненади со нешто. Мило ми е што дојдовте сите. Драги мои поробеници за слободата. Но немаме многу време за чекање. Треба веднаш да почнеме да действуваме. Малку сме на број, но верувам дека Велешани ќе не подржат масовно. Имам големи надежди. И јас мислам така. Ќе започнеме штрајк, ќе добиеме голема поддршка од сите Велешани. Значи утре одиме на настава. Задутре ќе започнеме со масовниот штрајк. Ќе напишеме многу надписи. Ќе го вееме со кракното сонце. Ќе бидеме незапирливи. Јас ќе пренесам и на брат ми. Тој е во голема тајна дружина која действува против поробувачите. Ќе собереме голема толпа.
Да живее македонскиот јазик! Да живее! Добар ден, син. Како си, Кирков? Прекрасно, професор. Зарем не ти пренесоа твоите другари дека не сакам повеќе да те гледам на моите часови? Ми пренесоа. Но имав еден краток разговор со директорката и таа некако ми го смени целото мислење за вас и за вашиот предмет. Кажав уште на самиот почеток. Залудно се мачеше кога на крајот повторно јас сум во право. Седи. Право сте биле. Ај, било ми е што ја завршивме твоја заблуда уште сега. Пред да ти избркам од училиштето. Секако и мене. Инаку, јас не знам како би живеел без вашиот предмет. Па еве бугарскиот веќе почна да ми тече низ вените. Да не стира. Јас мислам денес малку да одмориме од учењето. Да испееме некоја песна, некоја бугарска. Одмориме. Добро. Може. Да живее бугарскиот јазик! Мол? Да живее бугарскиот јазик, да. Вие денес сте ми многу чудни. Има нешто, но ќе дознаеме за брзо што. Ќе дознаеме за многу кратко. Не нас се налага да изгледа, а? И се згади кога морам да ги изустам тие зборови. Не е важно. Седово ќе дознае наскоро. Добро, ајде да дојдеме кон игралиштето, немаме многу време. Деца, ви ги наслушнав плановите. Утре ќе ја заклучам влезната врата. Нема да дозволам директорката и професорот Христофор да влезат во училиштето. Мојот син беше ист како вас. Пред само една година беше убиен од немилосрдните полицајци. За него го правам ова. Благодарен. Се надеваме дека ќе успееме во намерите. И вашиот син ќе може да почива спокојно. Ви благодарам.
Иванче, Ана постојано гледа се љубена во тебе. Мислам дека и се да паѓаат смените подвизи што ги правиш. Оди зборувај. Оди зборувај. Ана, како ти оди? Добро одат работите, Кирко. Значи, Ана, навистина ми значи твојата поддршка. Правам се што можам, Кирко, но навистина се плашам. Што ако викнат и војската? Што ако загинеме сите? Не плаши се, Ана. Нема ништо да се случи. Ако се држиме заедно, победиме. Запомни. Доволно беше. Ајде да почнеме со парот утре. Најпрве, сите да се заколнеме дека ќе останеме верни до крај. Еве јас ќе одам. Се заколнувам, што и да се случи, не ги издавам тајните на нашата организација. Останувам до крај, во добро и во зло. Се заколнувам, што и да се случи, не ги издавам тајните на нашата организација. Останувам до крај, во добро и во зло. Се заколнувам, што и да се случи, не ги издавам тајните на нашата организација. Останувам до крај, во добро и во зло. Се заколнувам, што и да се случи, не ги издавам тајните на нашата организација. Останувам до крај, во добро и во зло. Се заколнувам, што и да се случи, не ги издавам тајните на нашата организација. Останувам до крај, во добро и во зло. Се заколнувам, што и да се случи, не ги издавам тајните на нашата организација. Останувам до крај, во добро и во зло. Слушайте, патриоти, да ви кажам словото, Ѓурѓовден бе затворен, Србите ги зададат.
Да се преброим. Тука ли сме сите? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мислам дека сме сите овде. Ајде, Кирков, да не губиме време. Пред да започнеме, сакам да ви се заблагодарам на сите. Луѓето од градот почнаа масовно да излегуваат на улиците. Главната улица е преплавена со гневни македонци кои јасно и гласно повикуваат на слобода. Успеавме да го кренеме градот на нозе. Мислам дека е време да започнеме со штрајкот. Време е да им покажеме што значи македонци. Ние сме македонци! Ние сме македонци! Не сакаме бугарски јазик! Не сакаме бугарски јазик! Зборуваме само на македонски! Зборуваме само на македонски! Ние сме македонци! Ние сме македонци! Ние сме македонци! Ние сме македонци! Зборуваме на македонски јазик! На македонски јазик! Ние сме македонци! Има дојава од брат ми дека дузина млади луѓе се собрали пред да стигат пред важни објекти од градот. Успеавме да го разподиме нашиот град. Започнува борбата за македонскиот јазик! За македонскиот јазик! Ние сме македонци! Ние сме македонци! Зборуваме на македонски јазик! Зборуваме на македонски јазик! Те побударе! Не ти ги транспаренти е веднаш мир! Ние сме македонци! Ние сме македонци! Ќе учиме на македонски! Ќе учиме на македонски! Што правите? Ова е единствен начин да го задржиме јазикот, професоре, разберете! Разбирам. Но знаете дека ова скапо ќе го платите, така? Нека дојде директорката. Нам не е проблем да ги повториме овие зборови пред целиот свет. Македонскиот јазик е нашата душа. А не ви е проблем да повторите пред директорката, така ли? Не! Сега ќе видиме. Ние сме македонци! Ние сме македонци! Не сакаме да учиме на бугарски! Не сакаме да учиме на бугарски! Нашиот јазик е нашата душа! Нашиот јазик е Дека не се плашиме на последиците. Ние сме македонци и ќе зборуваме на македонски! Престанете! Престанете! Со ова ти преминавте сите граници! А јас знам кој ти го спречи овој хаос! Народе македонски
судбина. Се нашел нов, блескав зрак светлина. Нова трошка надеж се раѓа со раѓањето на новото македонско утро. Граѓите на сонцето полека се метаморфозираат во новите искри на македонската иднина. Слободата изгрева. Заедно со македонското сонце светло пладнува на широкото македонско небо. Силно светнал ден. Меѓутоа, нивните наследници не дозволиле долго да продолжи мизерната песна на Македонија. Денес, мрачната песна на Македонија веќе не се пее. Чистиот македонски јазик станал заштитен знак на нашата земја. Но, со долговековната борба, доаѓаат и многу безлични надвори мозаики на македонската.
Леле, Михаела, видя ли што се случило вчера? Цел Инстаграм е во хаос? Па како може да не видам? Тоа е главна тема во градот. Гимназија спремала представа за некој си штрајк. Штрајкот на велешките гимназијалци. Михаела, доста веќе. Прекинете со зборување на што личило. Јас ми давам домашна задача за штрајкот на велешките гимназијалци, а ти? Не сакам да пишувам за тоа. Ви кажам дека не ме интересира што правят тие будали во минатото. Сватате веќе? Будали? Кого ти нарекуваш будали? Ајде отиди и прашај ги твоите дома дали така размислуваат. Што е вас? Кој сте вие вака да се однесувате со мене? Имај наум дека јас сум твоја професорка и можам да се јавам на твоите дома еве баш сега. Ке се јавела. Професорка била. Ело? Побаш ти тука. Дојди седи. Повика твојата професорка да држам предавање на тема штрајкот на велешките гимназијалци. Каде знаеш ти за тоа? Како ова прашај, Михаел? Знајте ти ми ти кажала дека јас бев организатор на тој штрајк. Дедо, стварно не сум заинтересирана, ама дај зборувај побрзо да помине часот. Се, вака започна. Какви времења беа тоа? Се собираа секој ден после училиште овие луди глави. Не сакавме да учиме на бугарски. Се боревме да обстои нашиот единствен, мајчин јазик. Дури и раните на нашето тело закрепнаа. Не болеа толку. Но лузната во нашето срце останува за секогаш. Дури и заклетва дадовме. То толку страшно било. Се заколнувам. Што и да се случи, не ги издавам тајните на нашата организација.
останувам докрај во добро и во зло. Зарем дедо ми успел да направи нешто толку големо. Се заколнувам. Што и да се случи, не ги издавам тајните на нашата организација. Останувам докрај во добро и во зло. И онаму, каде ни ги оцрнија нашите слова. Онаму, каде прошталните песни ги претворија во реквием на радоста. Онаму, каде плумката ни е изцица, за да не можеме да говориме. Таму, каде што јазикот ни римеше по рапавото земјиште. Онаму, каде што ни го сокрија перото. Ама стилото лежеше во нашата душа, наместо на хартијата. Онаму, каде што бевме само мета за стрелање. Таму, каде што нашето изгниено месо значеше само нов ден на повидок. Нема повеќе да ни ја беднат главата. Нема повеќе да ни ставаат тешки товари на плеките. И оловниот катанец ќе го скопиме со волјата во нашите срца. На нивното мразечко срце ќе полиеме тони босо. Нема веќе да наранат со своите гадни шепоти. Нивните соблазни умови ќе ги лишиме од постоење. Оние дела, произлезени од лакомоста на нивните мисли, нема да останат незапомнети. И нема повеќе да ја наведнуваме главата кога ќе минуваме до нив на улица. Нема веќе да ставаме точка на нашите реченици, нема да се заќутуваме. Нема да одиме по темните сокаци за да се закриеме. Затоа што ние ќе победиме над нивните трули и мрачни умови. Победуваме над оние што мислат дека се непобедливи. Одиме цврсто, стискаме тупаници и очите ми се вперени директно во нив. Не им се плашиме на нивните страшни дела без крај. Она што е во нашата внатрешност ќе излезе на виделина. Ќе ги ослепи нивните подмолни очи. Ќе се запрашаат од каде ли доаѓа таа силна светлина. Светлината секогаш и беше во нас. Само вешто ја сокривавме, да не излезе на виделина, да не ни ја замрачат. Но доста е! Не можат да го победат она што е посилно од нив самите. Затоа послушајте не и запомнете не добро. Бидејќи
Може би нивниот збор ќе биде последен. Но нема да дозволиме да ја корумпирате вистината во нашите срца, бидејќи иако нивниот збор е последен, сонцето секогаш